Во оваа песна преку пење го обновуваме нашиот ум, да сватиме која е Божјата волја. Амен. Во Евангелието според Матеј, во 17-та глава, 5-тиот стих, вели: додека уште Исус говореше, ги засени светол облак и се чу глас од облакот кој велеше: ово е мојот возљубен син, во кој е мојата волја, него послушајте го. Во Евангелие според Јован, во 6-та глава, 31 стих вели: а волјата на Отецот кој ме прати е ова, од се што ми дал да не погубам ништо, туку да го воскреснам во последниот ден. Волјата на оној што ме прати е секој што ќе го види Синот и поверува во него да има живот вечен, и јас ќе го воскреснам во последниот ден. Но Бог е богат со милост и поради големата си љубов со која не засака, и ако бевме мртви поради гревовите наши, не оживе со Христа и не воскресна со него и не постави на небесата. Во Христа Исуса, за да им го покаже на идните векови преизобилното богатство на својата благодат, во добрина кон нас преку Христа Исуса, зашто по благодат сте спасени преку верата, и тоа не е од вас, Божи даре, не е од делата, за да не може да се пофали никој, оти ние сме негова творба, создадени во Христа Исуса за добри дела, што Бог ги предодредил уште од порано во нив да живееме. Во првото послание на апостол Павле до Солуњаните вели: радувајте се секогаш, молете се постојано и благодарете за се, оти таква е волјата Божја во Христа Исуса спрема вас. А Бог на мирот, кој преку крвта на вечниот завет го воздигна од мртвите, големиот пастир на овците, нашиот Господ Исус Христос, нека ве усоврши во секое добро дело, за да ја исполните неговата волја, вршејќи го во вас она, што му е нему благоугодно преку Исуса Христа. Нему слава во веки веков. Амин.